земјоделците, лозарите се жртви на винарските визби. За 800.000 евра правиме циркузи со закони, комплицираме, доведуваме во ризик исплата. Зошто? Тиквеш за да се добие субвенции за извоз на вино. Тоа не можам да го прифатам. Не го разбирам едноставно. Значи, доколку не беа таа подршка за извезено винско грозје и за вино, тогаш немаше да имаше проблем овие средства да бидат дел од програмата за директни плаќања. Така излегува. Пошто искомплициравме со подршката на винарските визби за виното и за извоз на винското грозје, се јави проблем, мораше да се направи закон. Што се направи законот, па уште се пренасочија парите преку овој, како се вика, генералниот секретаријат. Ништо не спорам, да ме разберете, значи, дискутираме сега, може би малку покритички, меѓутоа изведната цел е, за да ја доближиме вистината до сите нас, а и до тие кои што се најзасегнати. Инаку, немојте да се грижите, ние ќе го поддржиме законот заради тоа што сметаме дека и во овакви услови, каде што ние отворено кажувавме, јас и кога беше, како да кажам, расправата за буџетот, кажав и на пленарна седница дека нешто не е како што треба. Еве, сега излез заменик министер. Значи, од секогаш винарските визби се поддржувале. Ама не преку извезен литар вино, туку се поддржувале преку покривање на дел од трошоците за набавка на агломерирана плутана тапа, за ПВЦ капсулата, предна етикета, задна етикета, едно време дури и за дел од вредноста на флашите се покрива, и тие за скриени, како да кажам, субвенции, кои што овака никому не бодат очи и може да се толерираат. Дополнително пак ги покриваме трошоците за излагање на сајмови, каде што за вино, покриваме трошоци и мислам дека направивме успешна работа, затоа што преку нашата презентација на нашето вино македонско на сајмови надвор од Македонија, всушност се отворија вратите на тие пазари пред секаде. Од Москва па до Кина, па Шведска горе, Германија, традиционален увозник, Балканот, Србија, да не зборувам, но значи се служиме со такви. Ова е за прв пат да имаме директна поддршка и таа е во спротивност со заедничката земјоделска политика на Европската унија. А ние, нели, сме, како да кажам, поголеми апологети од самите европјани за Европската унија, така да, не знам, веројатно може да се случи да имаме некои реперкусии од сето тоа, но тоа е помалата штета отколку што е такав печатокот кај мене, да речем, горчлив, дека повторно лозарите се жртва на винарските визби. Треба со таа пракса да се престане, заради тоа што, да се бидеме искрени, овие и 2 плюс 2, и 4, и овие 6 денари, како сакате, кажете ги, и тие основната мерка што е за единица површина како поддршка на трошоците за волозоропроизводството, се добри, меѓутоа, како да кажам, се плашам дека ќе имаме премногу ги фаворизираме винарските визби. Второ, овие средства што ги кажав, не требаше државата да ги дава, требаше да се ги платат винарските визби. Ние фактички им дадовме гратис грозје, платено од државата. Сега веќе тоа е деликатна тема, за кој што може би некој, кога ќе се стекнат услови, би можели да поднесе одговорност. Заради тоа што тоа се народни пари дадени на неколку правни субјекти, да може да си добијат грозје без пари, а државата вредноста на грозјето преку субвенција, така наречена, им го искомпензира на лозарите. Ама ајде да не влегуваме во тие теми, затоа што малку се посериозни. Јас, како што кажав, тука ќе завршам, го поддржуваме законот само заради тоа што дел од овие пари, значи тоа се 5 милиони и 200,
евра, ќе многи 38 милиони евра вреди производството на грозје. 38, само родот. А сега ние со 5 милиони и 200 сакаме да замачкаме очи, не бива таа работа. Ама ајде, значи пак заради лозарите го поддржуваме законот, иначе во други услови тешко. Благодарам. Сега, добро,